Вести на Канал 8. Градоначалникот ја организираше вообичаената предновогодишна средба со представниците на бизнис секторот од општината. Како што рече на почетокот од приемот, таа е можност преку неформално среќавање да се разменат мислења за меѓусебна соработка и за можностите локалната самоуправа да му помогне на стопанството. Градоначалникот Димитровски ја продолжува практиката што ја започна во својот мандат да организира предновогодишна средба на која ги поканува бизнисмените од Кочани и соседните општини со кои соработува нашата локална самоуправа. На крајот од тековната година, пред присутните представници од бизнис секторот кои дојдоа во хотелот Национал, тој направи кратко резиме на сработеното во годината што изминува, задржувајќи се на дел од инвестициите во инфраструктурата и обезбедувањето подобри услови за развој на стопанството. Димитровски рече дека е задоволен од досегашната соработка со бизнис секторот, изразувајќи надеж дека тоа задоволство е обострано, зашто потврда бил и бројот на присутните гости. Мене ми е задоволство што имаме така масовен одзив и што оваа традиција продолжува и понатаму, за да се собереме на едно место и се видиме очи во очи и си размениме искуства, бидејќи сепак се работи за два различни сектора, било да е општински државен заедно со приватниот сектор. Ние сме поврзани едни со други и сакали или некеле мораме да соработуваме и да се надополнуваме. Димитровски рече дека 2015 година во Кочани ќе биде забележана по ангажирањето на околу 700 работници во стопанските капацитети што се отворија како странски инвестиции. Потоа по раздвојувањето на атмосферската од фекалната канализација, асфалтирањето на поголем број улици, како и започнувањето на работите за изградба на браната Речани. Тоа, според првиот човек на општината, биле дел од причините изминатите 12 месеци да се оценат како успешни. Најбитната работа која што е, најдолгорочна за општината Кочани, односно за младите на општината Кочани, тоа е изградбата на отпочнувањето со проектот на пречистителната станица, колекторот со пречистителната станица на општина Кочани во вредност од 21 милион швајцарски франци. Заради тоа, ја оценувам и реално е да оценуваат и другите како мощно успешна 2015 година, меѓутоа и како старт за наредните години за уште подобар успех на општината Кочани. На крајот од средбата, во опуштена атмосфера со пригоден коктел, луѓето од бизнис секторот и представниците од локалната власт разменија мислење и искуство од работењето во изминатиот период, посакувајќи соработката да продолжи и да се остварат поголеми успеси во 2016 година. Локалната самоуправа на Виница комплетно го заокружи проектот за асфалтирање на патниот правец Липец-Осојница. Со тоа жителите на село Липец добиваат пократка сообраќајна врска за која беа инвестирани 27 милиони денари. Деновиве заврши и втората фаза од долго очекуваниот инфраструктурен проект за изградба на патот Липец-Осојница во вкупна должина од 4,7 километри. Оваа патна врска овозможува скратување на поврзувањето со општинскиот центар за жителите на селото Липец, а истовремено е и квалитетна можност за развој на земјоделството во Липечко поле, особено на органското производство. Жителите кои останале во селото се надеваат на побрз развој и стопирање на миграцијата, а некои и на развој на селскиот туризам. За градоначалникот Дончев, комплетната реализација на овој пат е голем успех за општината. Досега граѓаните на село Липец патуваа до своите населени, до своите живеалишта преку селото Вдотец и со изградба на овој пат го скратуваат оваа траса за некаде околу 10 километри. За селото Липец за 2016 година во буџетот предвидовме околу 1,5 милион денари средства за реконструкција на водоводната мрежа се со цел овие наши сограѓани да имаат поквалитетна вода за пиење. За вкупната инвестиција за 4,7 километри од оваа траса изнесува 27 милиони денари. Изградбата на патот одеше во две фази, при што првата беше завршена минатата година во должина од 2,3 километри, а втората пред неколку дена. Инаку, општина Виница планира за реконструкција на водоводната линија во Липец да потроши околу 1,5 милион денари, средства од буџетот на локалната самоуправа. Тешка сообраќајна несреќа се случи попладнето на патниот правец Кочани-Виница во близина на мотелот Центробизнис. Во несреќата учествувале патнички возила Мерцедес и Опел Вектра, при што две лица се здобиле со телесни повреди. Од Кочанската општа болница информираа дека кај нив била донесена жена со потешки повреди на главата и на горниот дел од телото.
па поради сериозноста на состојбата во која се наоѓала е однесена во клиничката болница во Скопје. На лекување во болницата во Кочани е задржано момче кое се наоѓало во другото возило и при судирот се здобило со повреди на градниот кош. Во моментот кога нашата екипа беше на местото на настанот, се уште траеше увидот на екипата од полицијата и од јавното обвинителство, поради што одговорните не можеа да дадат повеќе детали за околностите, поради кои дошло до судирот. Поради увидот на местото на несреќата, сообраќајот беше во прекин повеќе од 2 часа, а возилата кон Виница и обратно се пренасочуваа по другите локални и регионални патни правци. Хуманитарна акција организираа учениците и професорите од Средното општинско училиште Љупча Сантов, преку која со помош на бизнис секторот од општината обезбедија пакети на учениците од социјално ранливи категории семејства. Акцијата беше одбележана со музички и драмски дел. Пред почетокот на новогодишните и божикните празници, учениците и професорите од Средното општинско училиште Љупча Сантов уште еднаш ја покажаа хуманоста на дело. Организираа хуманитарна акција под наслов Нова година за сите, преку која со помош на бизнис секторот им помогнаа на учениците кои се од социјално загрозени семејства, преку подготовка на пакети кои ќе им бидат од голема помош за празниците кои следуваат. Хуманитарната акција беше пропратена со драмско-музички дел, во кој зедоа учество ученици од гимназијата. Идејата беше да се помогне на децата од социјално загрозените семејства, онолку колку што можеме, и да создадеме една, би рекол, предновогодишна весела и ведра атмосфера. Морам да кажам дека нашите луѓе од ова кочанско поднебје покажаа голема хуманост. Хуманоста ја покажаа на дело. И не еднаш и не само сега, туку наназад многу повеќе пати. Користам прилика да се заблагодарам на управата која ни овозможи оваа акција. Голема благодарност до двете колешки од економскиот актив, колешката Лида Ангеловска и колешката Ленка Гишева, кои беа главни иницијаторки, и мислам дека акцијата е успешна. Голема благодарност исто така до нашите ученици, актери, поети, раскажувачи, пејачи и така натаму. Со тоа ние како училиште покажавме дека нашето училиште е расадник на таленти. Од училиштето се заблагодарија и на бизнис секторот од општина Кочани, кои несебично даруваа за овие ученици од гимназијата и ги обезбедија пакетите. На одбележувањето во музичкиот и драмскиот дел беа доделени и награди за најдобрите ученици од литературниот конкурс за краток расказ на тема За доцнети снегови, а тоа се учениците Билјана Петрова прво место, Лупка Трајкова второ и трета беше Кристина Крстова. Пристигна зеленото еко знаме во основното училиште Раде Кратовче. Ова признание Кочанската образовна установа го добива по 5-ти пат, со што е меѓу ретките во државата со таков успех во зачувување на животната средина. Градоначалникот Димитровски го развија зеленото еко знаме, што основното училиште Раде Кратовче годинава го доби по 5-ти пат, како признание од невладината организација ОХО од Скопје. Нашата образовна институција е една од ретките во Македонија што го понесе приматот еко училиште и се најде меѓу најдобрите во државата во поглед на спроведувањето на екостандардите. Тоа, како што беше речено, било резултат на успешната реализација на екосодржините, предводени од координаторот на екоодборот Драган Трајчев и тимот со кој работи. Градоначалникот Димитровски рече дека е горд на резултатите што ги постигнува училиштето, посебно затоа што се гради навика кај на младите за грижа кон животната средина. Во пресрет на новогодишните и божикните празници, градоначалникот Радко Димитровски го посети подрачното основно училиште Никола Карев во селото Тракање. При тоа се одржа пригодна свеченост на која на учениците им беа доделени новогодишни пакетчиња како подарок од локалната самоуправа. Весело и распеано беше во подрачното училиште Никола Карев во Тракање по повод предстојните новогодишни празници. Учениците заедно со своите наставници организираа свеченост со предновогодишен пазар на можности, на кој се продаваа рачно изработени производи во духот на празникот. Настанот го посети и градоначалникот Радко Димитровски, кој на најмладите им подели новогодишни пакетчиња што ги обезбеди локалната самоуправа.
Од училиштето рекоа дека се работи за традиционална манифестација за што повесело одбележување на доаѓањето на новата година. Традиционално секоја година, па така и ова, Подрачното училиште од село Тркање, дечињето од Подрачното, организира една прекрасна новогодишна и божикна приредба, воедно и новогодишниот пазар на можности, кој што од година на година станува се побогат со изработки изработени од вредните дечиња. Се надеваме дека традицијата ќе продолжи и понатаму и дека ќе биде се помасовно. Значи, повелете на новогодишниот пазар да ги видиме изработките на дечињата. Градоначалникот Димитровски ја проследи новогодишната приредба во училиштето и на сите присутни им посака здравје и успех, љубов и радост во новата година. Инаку, годинава општината обезбеди околу 2400 пакетчиња за учениците до 5 одделенија од сите основни училишта, како и за дечињата од детската градинка Павлина Велјанова. Петстотини семејни пакети со храна на ниво на држава, од кои 30 за кочани, обезбеди Стопанска банка АД Скопје во соработка со општинските организации на Црвениот крст. Ќе бидат доделени на семејства од социјален ризик. Црвен крст на Република Македонија во соработка со Стопанска банка по повод 29 декември, денот на формирање на банката, организираа хуманитарна активност под наслов "За топла вечера" по повод новогодишните и божикните празници. Акцијата е во рамки на програмата за општествена одговорност за реализација на социјални програми со цел подобрување на квалитетот на лицата со социјален ризик. За таа цел вкупно банката има наменето 500 пакети, семејни пакети со храна, кои ќе бидат дистрибуирани преку самите општински организации на Црвен крст и Црвен крст на град Скопје. Во нашата општинска организација ќе бидат дистрибуирани 30 такви пакети на лица кои доваѓаат нели од такви ранливи категории. Активноста на делење семејни пакети со храна од страна на Стопанска банка е традиционална и ќе продолжи во иднина. И учениците од Основното училиште Свети Кирил и Методи организираа новогодишен пазар на можности, во кој по символична цена продаваа сопствени изработки и колачи. Најмалите ученици пак организираа новогодишна лотарија. Новогодишен пазар на можности организираа учениците од 6 до 9 одделение од Основното училиште Свети Кирил и Методи, во кој продаваа новогодишни украси и колачи со собствена изработка. Во изработките им помогнаа и родителите и наставниот кадар во училиштето. Собраните средства од пазарот ќе бидат искористени за потребите на училиштето. Активни беа и помалите ученици од 1 до 5 одделение, кои организираа новогодишна лотарија. На последниот ден од првото полугодие, учениците и вработените од училиштето со новогодишни активности го одбележуваат завршувањето на 2015 година и започнувањето на новата 2016 година. Учениците од 6 до 9 одделение организираат новогодишен базар на кој што продаваат новогодишни изработки, украси и храна, а учениците од 1 до 5 одделение организираат новогодишна лотарија и забава на која што ќе им бидат поделени новогодишните пакетчиња кои што ги обезбеди градоначалникот на општина Кочани господинот Радко Димитровски. Воедно оваа прилика ја користам јас од мое лично име и од името на сите вработени, на сите ученици од училиштето, нивните родители и соработници да им ги честитам новогодишните и божикните празници и да им посакам во новата година најголемо богатство да им биде здравјето, љубовта, среќата, мирот и успехот. Со вакви активности кои се од корист на самото училиште, учениците ќе продолжат и следната година. И учениците од Основното училиште Никола Карев ја покажаа својата хуманост. На организираниот пазар на можности собраа парични средства за помош на Методи Митев од Кочани, кои му се потребни за операција во Кина. Училишната заедница и учениците од ликовната секција од Основното училиште Никола Карев ја покажаа својата хуманост. На пазарот на можности што го организираа во текот на вчерашниот ден, на посебен штанд продаваа производи и колачи кои сами ги изработија, а средствата од продажбата на изработките беа наменети за помош на Методи Митев од Кочани, на кој јавно му ги врачија собраните средства. Нашето училиште Никола Карев организираше хумана акција за Методи Митев, кој е граѓанин на општина Кочани, при што сакавме да му го осветлиме божикниот ден и понатамошниот живот. Собравме околу 4000 денари, при што му посакуваме побрзо оздравување. Ова хумана акција ја организираше училишната заедница и учествува исто така и ликовната секција,
при што организиравме за пазарот на можности посебна тезга и тие пари што ги собравме беа наменети за нашиот сограѓанин Методи Митев. Митев јавно ми се заблагодари на учениците за помошта. Голема благодарност до учениците и раководниот тим на Никола Карев, што ми помогнаа во донациите за мојата операција во Кина. Сакам еден апел да упатам до сите граѓани и институции во град Кочани, дека мојата донаторска сметка е отворена во Тутунска банка и мојот донаторски број од T-Mobile е дониран со 100 денара за мене. Секој денар ми е добродојден да можам што поскоро да ги соберам парите да идам на операција во Кина. Учениците од основното училиште Никола Карев и понатаму ќе продолжат со ваквите активности и ќе организираат хуманитарни акции за помош на наши сограѓани. И за крајот вестите спортската информација. Привршува есенскиот дел во младинската М18 кошаркарска лига на Македонија. Во 12-тото коло кошаркарите на Баскет Дино се поразени на домашен терен од екипата на ФМП Академија од Скопје. Како и што се очекуваше, кошаркарите на Баскет Дино, кои се надпреваруваат во младинската М18 лига, имаат тежок меч против екипата на ФМП Академија од Скопје. Во рамки на 12-тото коло, тие играа на домашен терен и претрпеа катастрофален пораз од 53-78. Со оглед што скопската екипа е лидер на табелата и без ниту еден пораз во досегашните надпревари, нашите кошаркари и не можеа да дадат поголем отпор. Крајниот резултат е со истата кош разлика каква што беше постигната во четвртото коло, кога двете екипи играа на теренот во Скопје. Тоа значи дека и двата тима покажале константен квалитет и победникот можел да се предвиди однапред. До крајот на полусезоната во првенството на Младинската лига преостанува да се одиграат уште 2 кола. Сепак, средбата со ФМП Академија за екипата на Баскет Дино беше последна, затоа што гостувањето во Куманово во следното коло нема да се реализира, со оглед што екипата на Милановски се откаже од првенството. Во последното есенско коло пак нашите кошаркари ќе бидат слободни. Пролетниот дел од првенството и во Младинската и во третата кошаркарска лига продолжува на 6 февруари. Кошаркарите на Баскет Дино во првото коло од продолжението во третата лига ќе играат на домашен терен, а ја пречекуваат екипата на Црн Дрим од Струга. Заврши и ова издание на вестите на Канал 8. Ви благодариме што бевте со нас. Имајте убава вечер. Довидување.